Добар ден на сите, благодарам на присуството. Би сакале да даеме на рефлексија на првиот круг од локалните избори. Со задоволство можам да кажам дека Македонија е обоена во црвено. ВМРО-ДПМН ја има убедливо најголемата победа на локални избори досега било кога видена во Македонија. Ова е историја и резултатот кој што го направивме вчера е навистина историски. Сакам да честитам на сите победници во првиот круг и на оние кои што влегуваат како победници во вториот круг. Да се заблагодарам на сите кои што гласаја вчера и ја дадоа поддршката на ВМРО-ДПМН и на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН. Тоа многу значи и тоа е огромен мотив за работа, да продолжиме со силна работа во рамки на владата, но исто така и во општините, а онаму каде што прв пат имаме градоначалници, да покажеме зошто тие градоначалници се вистинскиот избор. Ова е историски резултат и затоа што е за 50% подобар од резултатот кој што го имавме во 2021 година, кога во 22 општини добивме градоначалник во првиот круг. Добивме градоначалници во места кои до вчера беа, условно кажано, предводени од СДСМ, односно во кои што бевме опозиција. Убедливо, во првиот круг победивме во бастионот на СДСМ Струмица. Во Струмица ВМРО-ДПМН ќе има градоначалник после 20 години. И не само тоа, туку ќе имаме и мнозинство во Советот. И разликата е толку голема, што е нешто што досега е невидено на избори во Струмица. Во првиот круг победивме и во Делчево, во Берово, во Старо Нагоричане, каде што исто така СДСМ имаше градоначалници, а водиме и ќе победиме во вториот круг во Валандово, Демиркапија, Дојран, каде што нашите кандидати водат и ќе победат во вториот круг. Скопје гласаше за Орце Ѓорѓиевски, каде е јасно уште во првиот круг што Скопје сака. Орце води во повеќе од 3:1 кон второпласираниот кандидат. Повеќе од 3:1 е јасно позиционирање и јасен став на Скопје што Скопје сака и дека Орце Ѓорѓиевски е изборот и во вториот круг ќе ја зациментираме оваа голема победа. Она што е карактеристично е дека СДСМ во Скопје е петта политичка партија. Не втора, не трета, не четврта. СДСМ во Скопје е петта политичка партија, што јасно ја покажува волјата на граѓаните и јасната доминација на ВМРО-ДПМН во Скопје. Нашите кандидати Дејан Митревски и Сотир Лукуровски убедливо победија во Аеродром и Карпош и се апсолутни фаворити за победа во вториот круг. Очекуваме и таму големи победи во вториот круг и во Аеродром и во Карпош. Можеме официјално да кажеме дека ВМРО-ДПМН доби градоначалник во првиот круг во следните општини: Берово, Битола, што е на особено драга победа, имајќи предвид дека битолчани кажеа не на популизмот кој што масовно беше ширен со години наназад. Босилово, Бутел, Василево, Вевчани, огромна победа во Велес, огромна победа во Газибаба, огромна победа во Гевгелија, Ѓорче Петров и Градско со огромни победи, Делчево, Демирхисар, Зелениково, Илинден историски најдобар резултат, Јегуновце многу значајно во 6-та изборна единица, Кавадарци, Карбинци, Киселавода, Кратово, Новаци, Новосело, огромна историска победа во Охрид, Петровец, Пехчево, огромна победа во Прилеп, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Сопиште, Старо Нагоричане, Струмица и огромна победа во Штип. Честитам на сите избрани, а од денес ги чека многу работа, труд и посветеност за остварување на ветеното. Она што го ветија во кампањата мора да го реализираат и заеднички ќе работиме како влада и локална самоуправа да се реализира се што беше ветено. Во Советот на град Скопје, како што кажав, СДСМ е петта политичка партија. СДСМ е на најниско ниво од своето основање до денес. Јасно е дека народот праќа јасна порака на двоецот Венко Филипче Зоран Заев. Оставката е најморалниот чин на човек кој што доживеал ваков дебакл. Граѓаните јасно кажаа дека е доста од двоецот Зоран Заев, Венко Филипче. На овие избори го декласиравме и ДУИ,
Дуи минатата година замина во опозиција, а на овие избори е декласиран. Тие изгубија катастрофално и народот им кажа што мисли за нив и нивната деструктивна и криминална политика. Не може криминалот да се брани со историски приказни, со измислен наратив и со национална поларизација. И затоа пораката и кон Дуи и Али Ахмети беше многу јасна на вчерашните избори. Во вториот круг очекуваме уште една голема победа, а потоа силна работа и посветеност за оправдување на довербата која што ја добивме од граѓаните. Ви благодарам на сите и поелете ако има прашања. Да, поелете. Добро, направите според вас во следните локални избори, и тоа како ја коментирате разликата во 130.000 гласи споредено со парламентарните избори? Локални се мерат со локални, парламентарни со парламентарни, председателски со председателски. Така што така се прават споредбите. А малата излезност? Излезноста е некаде слична на локалните избори 2021 година. Слична е како 2021 година излезноста. Да? Круг во општина Карпош и во град Скопје се соочувате со Стефчо Јакимовски кој е на црната листа на САД и со Амар Мециновиќ кој доаѓа од проруско-кинеска политичка партија со отворена антизападна провиненција. Од друга страна СДСМ кој не е учесник во вториот круг важи за една од најпрозападните партии во Македонија. Очекувате ли можеби поддршка од СДСМ во Карпош и град Скопје? Точна ви е констатацијата. Во Карпош против кандидатот е на црната листа на Соединетите Американски држави, да не забораваме, веќе осуден од основниот суд за криминал во општината, така што тој е човекот кој што е нашиот против кандидат во Карпош и затоа сум убеден дека во Карпош имаме убедлива победа, затоа што жителите на Карпош сигурен сум дека нема да гласаат за човек кој што веќе е осуден за криминал и кој што е на црната листа на Соединетите Американски држави повторно заради криминал и корупција и човек кој што всушност ја уништи општина Карпош, особено урбаниот дел. Може сите да видиме на што личи Карпош сега, а сите се сеќаваме на што личеше пред неговите мандати како градоначалник. Во однос на политичката партија Левица, таму е јасна нивната ориентација, таа е спротивна на геостратешките определби и заложби на Македонија, што мислам дека е од огромна штета на Македонија, затоа што македонскиот народ секогаш страдал кога правил погрешни геостратешки избори. Сега имаме правилен геостратешки избор. Ние сме стратешки партнери со Соединетите Американски држави, а од мај месец оваа година и со Велика Британија. Со двете најмоćни светски сили имаме стратешки партнерства. Членки сме на НАТО, сакаме да бидеме членки на Европската Унија. Тоа за жал не зависи само од нас. И тоа е една од причините зашто Македонија напредува. Всушност, видите и економијата како движи во овие една година и 3 месеци, каде што главниот извоз е токму кон земји кои што се од западниот свет. Така што сум убеден дека и Скопје ќе направи правилниот избор, а самото тоа што Орце Ѓорѓиевски води со повеќе од 3:1 во првиот круг, јасно е што ќе се случи во вториот круг, односно Орце ќе има убедлива победа и ќе е градоначалник на Скопје. Благодарам. Говорите ли од СДСМ победа? Мислам дека СДСМ сега се во таква ситуација и во такви проблеми да ќе се занимаваат со себе, а не со поддршки на било кого. Очекувате Да. Дуи поддршка за свој? Истото го мислам и за Дуи, се во таква ситуација да ќе се занимаваат со повеќе со себе, а не со поддршки, а мислам дека е фер да и прашаме Дуи како е тоа возможно да имаме така интересни резултати за Левица, например, во Чаир, и дали е тоа случајно или не, и еве да прашаме јавно дали ќе потврдат сега дека имаја договор со Левица да ги поддржат во Скопје, а овие за возврат да извадат кандидати за градоначалници во Струга, во Гостивар, во Тетово и така натака, ама таа тактика им пропадна со вчерашните избори. Нашите партнери се јасни, тоа е коалицијата Влен и знам на Максим Димитриевски и остануваме со нив. Благодарам на сите.